Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе ја проучуваме тематиката на првото и второто послание до Коринтијаните. Четврток, 23 јули. Бракот и самечкиот живот. Павловото тврдење дека нашето тело е храм на Светиот Дух во 1 Коринтијаните 6:19 било изнесено во контекст на предупредување против сексуалниот неморал. Да се биде храм на Духот е единствениот начин на кој може да се живее свет живот. Црквата е христијанска заедница која се разликува од околната средина, а присуството на Светиот Дух е токму она што го овозможува тоа. Прочитайте го текстот во 1 Коринтијаните 6 глава 19 стих до 7 глава 9 стих. Како овој пасус го расветлува начинот како може да се примени во пракса заповедта бегајте од блудството. 1 Коринтијаните 6:18. Текстот вели: Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кога го имате од Бога, па не си припаѓате само на себе си, зашто скапо сте купени. И така, прославете го Бога во своето тело и во својот дух кои се Божји. Што се однесува за она за што ми пишавте, добро е за човекот да не се допира до жена. Но заради блудствата, секој нека има своја жена и секоја жена свој маж. Мажот нека ја исполнува својата должност спрема жената, а исто така и жената спрема мажот. Жената нема власт над своето тело, туку мажот. Исто така и мажот нема власт над своето тело, туку жената. Не лишувајте се еден од друг, освен по договор за некое време, за да и се предадете на молитвата. Потоа, состанувајте се пак, за да не ве искушува сатаната, заради вашата невоздржаност. Ова ви го велам како дозвола, а не како заповед. Јас би сакал сите луѓе да бидат исто како и јас, но секој има од Бога свој дар. Еден ваков, друг онаков. На неженетите и на вдовиците им велам дека е добро за нив, да останат исто како и јас. Но ако не можат да се воздржуваат, нека се женат и мажат, зашто е подобро да влегуваат во брак, отколку да се распалуваат. Значајни поуки за сексуалноста се наоѓаат во 1 Коринтијаните 7 глава. Грубо кажано, главата може да се подели на два дела. Прв дел – упатства во врска со бракот. 1 Коринтијаните 7 глава 1 до 24 стих. И втор дел – упатства во врска со самечкиот живот. 1 Коринтијаните 7, 25 до 40. Седмата глава од 1 Коринтијаните ни помага да сватиме дека е важно контекстуално да се зборува за сексуалноста. Затоа, кога читаме 1 Коринтијаните 7 глава, мора да имаме предвид дека Павле одговара на конкретни прашања во врска со проблемите на црквата во Коринт. Можно е некои од неговите изјави да остават впечаток како да имал ниско мислење за бракот, но тоа не е случај. Видете 1 Тимотеј 4 глава 1 до 3 стих, 1 Тимотеј 5 глава 14 стих, исто така и Евреите 13 глава 4 стих. Посебно е интересно што заповедта бегајте од блудство во 1 Коринтијаните 6:18 е сместена помеѓу идејата за соединување со Христа 1 Коринтијаните 6:17 и за тоа дека треба да бидеме храм на Духот 1 Коринтијаните 6:19. Дали постои подобар начин да се побегне од сексуалниот неморал? Секако дека не. Сексот е даден да биде израз само на вистинската љубов и затоа е законски само за оние кои од љубов се во брачен однос. Однос меѓу еден маж и една жена. Единствениот вид брак што Библијата го одобрува. Кога рекол бегајте од блудството, Павле може би го имал на ум искуството на Јосиф, 1 Мојсеева 39 глава 6 до 18 стих. Библијата вели дека Јосиф одговорил на похотливите додворувања на Потифаровата жена, така што избега па си отиде. 1 Мојсеева 39:15. Ја остави облеката своја кај мене и избега. 1 Мојсеева 39:18. Ова се споменува 4 пати во текстот. 1 Мојсеева 39:6 до 18. Библијата не го кажува ова директно,
но се подразбира дека Јосиф прво се оженил од љубов, а потоа стапил во полов однос од љубов. Прво Мојсеева 47:45. Тој бил човек исполнет со Светиот Дух. Прво Мојсеева 47:38. И го правил она што е исправно во Божите очи. Како можеме ние, како црква, да се заштитиме од погрешните сваќања за сексуалноста што доминираат во нашата култура?